Добар ден на сите. Се надевам дека сите ме слушате и ме гледате добро. Дозволите ми најпрвин да ви се представам. Моето име е Гоце Коцецки, сум програмски менаџер во Македонското удружение на млади правници и денес ќе имам честа да го отворам и да го модерирам мотивацијскиот настан за млади правници на тема Истакнат правник, чекори до успех. Пред 3 години имавме идеја да најдеме начин како да ги поврзиме правниците кои што го зачекоруваат во правничката професија, кои што ги преимаат првите чекори кон нивната правничка кариера, со лица кои што се истакнале во својата професија како адвокати, судии, јавни обвинители, универзитетски професори по право или на друг начин работи поврзани со правото. Идејата беше да се споделат искуствата кои што овие истакнати правници ги стекнале во рамки на нивната кариера, со цел да им помогнат на младите правници да зачекорат во кариерата храбро и да можат да се стекнат со знаење и вештини со цел да имаат успешна правничка кариера. За разлика од претходните години, поради општо познати околности, овој настан денес го организираме онлайн и имаме мощне цените истакнати правници кои што во својата кариера обавувале високи функции поврзани со правото и кои што искрено се надевам дека ќе ви помогнат вас, правници кои што зачекорувате во правничката професија, да добиете некое искуство кое што ќе биде споделено на овој настан. Неколку технички информации пред да започнеме со настанот. Доколку било кој од учесниците се соочува со одредени технички проблеми при следењето и слушањето на настанот, ве молам да ни известите дали во чет на платформата или со телефонска комуникација на телефонот кој што е даден во поканата кон овој настан. И втора информација, сите вие ќе имате можност да поставите прашање или да дадете ваше видување во однос на излагањето на нашите денешни ценети соговорници. Инаку денешниот настан се спроведува во рамки на проектот за екнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија, кој што е поддржан на амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, а кој што нашата организација го спроведува веќе долги години и чија што цел е да се овозможи стекнување со практични знаења и искуства на дипломираните правници. Јас не би должел повеќе и би сакал да одвојам повеќе време за нашите денешни соговорници. Како прв би сакал да го повикам претседателот на Македонското удружение на млади правници, господинот Зоран Дранговски, да даде свое кратко воведно излагање, а понатаму ќе дадам збор на нашите говорници на денешниот настан. Повели претседател. Фала ти многу, Гоце. Добар ден на сите и од мене. Ако нешто се изгубам и не се слушам, ќе ми кажете. Драго ми е денес што прво имаме исклучителни гости, а второ што имаме повеќе од 50 наши колеги кои што го следат овој настан преку ова електронска платформа. И најнапред, еве и во моје лично име и од име на организацијата, да ги поздравам и гостите и панелистите денес, кои што понатаму ќе ги представи колегата Гоце. Можам да кажам дека како организација трет пат го организираме овој мотивацијски настан и да бидам искрен, секоја година се потешко и потешко ни оди да најдеме соодветни гости кои што со своето искуство, знаење, капацитет, меѓутоа и високи човечки вредности, можеме да кажеме дека се мотивација за младите правници и на некој начин се и треба да бидат идоли во тоа што значи правна професија во државата. Ова го разговаравме со колегите и од две причини најверојатно. Првата е затоа што кај нас кога се зборува за идоли генерално во некоја професија,
Обично кај нас политичарите доминираат со овие позиции, па и тие често се заради нивни сплетки или не знам други работи, не можеме да ги класифицираме секогаш како соодветни идоли. А втората работа што е уште попроблематична е што самото општество на оние луѓе кои што стварно целиот свој живот работеле квалитетно и целиот свој живот немаат ниту една дамка во своето работење, и како луѓе, и како професионалци, и како некои кои што можат да пренесат знаење и искуство, некако тешко испливуваат на тоа ниво и на тоа рамниште на кој што треба да бидат. Така да, преку овој настан, првично сакаме да им додадеме почит на тие луѓе кои што ги каниме да бидат наши гости, исто како што е случајот и денес. Меѓутоа, од друга страна, сакаме и да охрабриме помеѓу младите правници да бараат инспирација во луѓето околу нас, да бараат инспирација во луѓе кои што можеби не се наметнале толку многу со нивните медиумски експонирања, ниту пак политички ангажмани или како да речам, меѓутоа во нивната професионална кариера оставиле длабок печат во тоа што значи правосудство, право и правичност, морам и тоа да го спомнам. Нашата идеја како организација е да ве поттикнеме вас како колеги млади правници, да го користите овој форум на Сдруженијето на млади правници за своја инспирација, да ги следите нашите активности и преку нашите дела да се инспирирате да направите уште поголеми дела, кои што понатаму во вашата кариера ќе бидат само гордост, и не чекајте тоа да го правите на повозрасни години, почнете уште од сега, почнете да правите работи за кои што ќе бидете горди кога ќе бидете во поодминати години во вашата професионална кариера. Така да, јас толку би имал во ова почетно излагање и секако ќе се вклучам понатаму во дискусијата. Ви благодарам многу, повели Гоце. Благодарам, Зоран, на поведното излагање. Сега ќе имам честа да ја поканам една од моите омилени професорки, професорката Гзиме Старова, долгогодишен професор по трудово право на Правен факултет Јустинијан I и поранешен уставен судија, да сподели свое видување за правничката професија, да сподели дел од своето богато професионално искуство кое што таа го има стекнато и како професор на Правниот факултет, а и како уставен судија, и да даде едно свое видување за перспективите. Што е тоа кон што младите правници треба да се стремат во нивната професија со цел да постигнат професионален успех. Повелете, професор. Само микрофонот. Се слушаме? Да, повелете. Добар ден. Најнапред дозволите ми да го изразам големото задоволство што ме вклучивте во една ваква средба, додуше малку несекојдневна, но веќе ни стана начин на комуникација ова средство, да кажам, овој вид на разговори. Задоволството е дотолку поголемо што веројатно, како што и вие рековте дека сум ви била професорка, меѓу тие млади луѓе, млади правници што ќе се вклучат, веројатно има голем број на млади кои што ме паметат како своја професорка, што е круна на една универзитетска кариера. Да речат студентите дека сте им биле професорка и замислите кога ќе ги сретнам на улица и ќе ми речат леле професорке, колку сте ми помогнале. Да не бевте вие професорке, јас немаше никогаш, или така да задоволството ми е навистина големо, и да не беше ова здружение млади правници, кој знае дали јас воопшто ќе се вклучев во некоја ваква преку Zoom дискусија, затоа што во принцип во животот секогаш сум одбивала
било интервјуа, било дискусии кои што не се поврзани за она што е моја професија. Не дека имам некоја илузија дека сум идол некаков за младите. Меѓутоа, средбите со тие млади луѓе, дискусијата со тие млади луѓе, задоволството што го изразуваат тие млади луѓе дека еве полагале, слушале мои предавања, го положиле испитот, ме чини среќна дека некаков идол може би сум постанала. Јас никогаш во животот не сакав да преку професијата барам некаков друг излез, да бидам забележана во општеството, да бидам присутна во општеството, да бидам цитирана во општеството, да бидам бирана во некои форуми, еве како после една 38 годишна универзитетска кариера бев избрана за уставен судија. Не сум сакала тоа да оди преку некое вклучување во некои партиски средини, со некои партиски надметнувања, да кажам, него сум сакала секогаш тоа да биде резултат на токму на таа моја професија и на таа моја универзитетска кариера која не беше мала, која не беше кратка, која не беше лесна, која беше соочена со низа предизвици, подеми, некогаш и разочарувања, успеси, некогаш и некои неуспеси кои што бараа надминување со некој додатен напор. Така да се во ова што го зборувам, веројатно и младите ќе можат да извлечат некаков заклучок. Јас секогаш велам дека дури политичарите успешни се кога најнапред се докажале во својата професија, било да се правници, било да се политиколози, било да се книжевници, било да се инженери, адвокати, суди и така натаму, нели, од прави поимот, сето тоа се подразбира. Секогаш треба прво во сопствената професија, па потоа учеството во политиката да дојде, можеби како некоја желба да се допринесе нешто, но не како начин да се излезе од некаква можеби анонимност е преголемиот збор, но едноставно да политиката биде таа што ќе ве направи забележителен, што ќе ве направи присутен. Не. Тоа е патот кој што јас не сум сакала да го минам. Јас веќе кажав дека на правниот факултет, мојата омилена куќа, се разбира, поминав 38 години и со сите стили и харидби, да ги наречам, беа навистина моите најубави професионални години. Прво имав привилегијата да бидам во генерација на многу добри студенти, на многу јака генерација на студенти. Тоа беа годините 64-65 кога се запишував на факултет. Да имам за професори врвни имиња во правната наука, како од Македонија, така и од просторите на бивша Југославија, Белград, Загреб и така натаму. Научивме многу, не научивме само право, него научивме и како да работиме со вас младите. Научивме јас бар морам за себе да кажам, научив од тие мои професори како да напредувам во професијата, како да работам за себе, за моје издигнување во професијата, но како да работам и со вас младите. Ме научија да бидам трпелива,
ме научија да бидам толерантна со вас младите, ме научија да можам да ве слушам, а не само да ме слушате, и ме научија да сочувствувам и со вашите проблеми, а да не живеам само со моите проблеми. Не знам колку успеав во тоа, меѓутоа сега кога ќе се присетам на неколку случаи со неколку студенти кои што доаѓа и просто ми се исповедува, па заеднички се извлекувавме од проблемот, мислам дека навистина тоа беше најдобриот пат на меѓусебна соработка и со постарите колеги, и со колегите мои од мојата генерација на правниот факултет, но и со вас младите. Иначе, да ви кажам, мојот пат во мојата правна кариера, мислам дека не би можела да ја разликувам од секој мој колега кој што поминал по тој пат. Може би мојата предност беше во фактот што јас потекнувам од интелектуално семејство, а и таму каде што отидов, односно каде што се омажив, и тие беа исто така едно семејство од интелектуалци, така да трет избор немав, освен да се развивам онака како што се развив и онака како што се надевам дека ме спознава и ме предпознава општествената реалност во нашата земја. Сигурно дека завршив факултет во предвидениот рок, бев некаков добар студент, што беше основен услов за влез во факултетот. Знаете, во тоа време условите за влез во универзитетот беа многу ригидни и многу селективни. Така да се сеќавам на промоцијата, на доделувањето на дипломите, академик Христов ми рече, така тој имаше обичај да не нарекува, ајде моме од една албанка да направиме професор на правен факултет. И така почна моето патешествие. Со постдипломски студии, со докторатот и се по тој пат стигнав до звањето редовен професор, што е врв во една универзитетска кариера. Потоа следеше предлогот да бидам судија да бидам избрана за судија на Уставниот суд. Знаете, тоа веќе дојде при крајот на мојата универзитетска кариера и дилемата беше дали да си ја продолжам и да ја завршам универзитетската кариера со вас, младите, како што и ја започнав, или да влезам во некои нови води, нови предизвици, кои што ќе ја заокружеа мојата кариера на правник. Опцијата беше за второто, нели, да бидам судија, избрана за судија на Уставен суд, што за секој правник представува и заокружување на една кариера. Среќна сум што се добро се заврши, што и универзитетската кариера и тие 9 години мандат во Уставниот суд ги завршив прво лично прво благодарност што бев избрана од сите тие што ме гласа, прво тие што ме предложија, а и тие што ме изгласа во собранието, а и задоволство од сопствената трага се надевам позитивна што ја остави во тие 9 години во Уставниот суд. Иначе, на младите, вие сте млади, пред вас е животот, имате доста опции во животот. Знаете, работата, студирањето, образованието, тоа се така
што се врзуваат за вас младите. И ако на сето тоа, како што јас на сите оние компоненти што ви кажав, додадов и малку амбиција, малку упорност, да не речам малку и одлучност, па и наед женски, нели? Секој успех. Успехот не е резервиран за одредени луѓе, за одредени услови, за одредени успехот понекогаш и вие младите и сами треба да го барате и се надевам и дека го наоѓате. Јас може би малку бев долга, ама тоа ќе го препишете на мојата професионална деформација. Знаете, 38 години да држите предавања не можете лесно од тоа после така да се ослободите едноставно и да речете точка е. Не, тоа останува во вас. Се надевам дека имаме прилика и малку пошироко околу ова да зборуваме. Благодарам. Ви благодарам и на вас, професорке. Напротив, воопшто не беше долго и беше мощно интересно за слушање. Се уште одзвонува во мене она што го спомнавте при крајот, дека одлучноста или да го кажеме со вистинскиот збор и наетот е нешто кое што како квалитет треба да ни биде присутен кај нас, особено во професионалниот живот, во кој што неспорно ќе се сретнеме сите со некакви разочарувања, ќе се сретнеме со искушенија, можеби да го забрзаме професионалниот развој преку некаков политички ангажман или слично и да го запоставиме правото. Меѓутоа имавте мощна добра поента дека вклучувањето во политиката е супер, откако ќе се изградиш како одреден професионалец, откако ќе стекнеш одредно пред се животно, а особено и професионално искуство во одредена област. Искрено се надевам дека вашиот говор влијаше позитивно кај учесниците. Може би малку ќе ве прекинам 2 секунди само. Дури кога ќе се вклучат младите после професионално потврдување во политиката, да не го заборават она што како имидж го изградиле во сопствената професија. Да не го заборават. Да не се претворат во нешто сосема друго, па да се чуди аудиториумот што ги слуша, како можеа овие млади луѓе или така високи професионалци да го заборават тоа што го постигнале во професијата, затоа што и да се некако преобразат во нешто што едноставно јас лично не можам да ги препознам. Така. Само како додаток. Благодарам, професорке, многу. Би сакал сега имам честа да го поканам нашиот втор говорник на денешниот настан. Тоа е господинот Љубомир Михајловски, кој што е председател на управниот одбор на Адвокатската комора. Паралелно адвокат, поранешен министер за внатрешни работи и правник со долгогодишно искуство во областа на правото. Председателе, повелете и што е тоа што вие би им го порачале на младите правници во нивниот професионален развој? Добро, јас најпрво да ви се заблагодарам на поканата и навистина ми е чест, не го кажам од некој протокол, навистина ми е чест што можеме да разговарам со младите правници, да ги споделам моите согледувања за тоа што е успешен правник или тоа што е успешен настап во животот. Зборам од оваа димензија кога се поминати многу години во работење. За тие што не ме знаат, јас сум роден во Скопје, од скопска фамилија стара, основно, средно и факултет. Правен факултет имам завршено во Скопје. За разлика од професорката, јас не сум се занимавал со наука, јас сум човек од пракса. И мене ми е драго, еве денес што имаме соговорник што е од науката, која професорка оставила сигурно трага во генерациите што се
што ги учела, што ги воспитувала на крајот на краиштата. Јас за себе би сакал да кажам, еве многу кратко, колку да знаат колегите млади правници, дека по завршувањето на правниот факултет се вработи во безбедносните структури на државата, во МВР, каде што по работите што се обавува, зборувам за периодот на назад, па и од осамостојување на државата, мислам дека нема да бидам нескромен ако кажам дека сум поминал многу бурни настани, многу оперативни акции и така натаму, кои што ги кажувам во контекст на градење на една личност, во случајот правник, еве не е битно, заради тоа што мислам дека со еден период на такво искуство, долги години, оперативно работење, сум дошол до некои, за мене, некои критериуми, некои односи кои што мислам дека во општеството мора да се вреднуваат и да се запазат како такви. Јас не би сакал научно и ја мислам дека нема некоја точна дефиниција што е успешен правник. Сега тоа е релативна работа, нема некоја научна дефиниција што е. Меѓутоа мислам дека еден успешен правник е ако успешно работи во средината каде што живее. Мислам да екзистира како правник, успешен. Некогаш треба и да ви се поклопат и коцките, што викаме, за да имате успех. Ние во државата имаме сигурно многу поуспешни, зборувам, правници од мене. Луѓе кои што се од наука, луѓе кои што имаат други вредности. Јас настапувам еве и сега како човек од пракса, тоа го потенцира. Ова сакам да го кажам дека законите се менуваат, државите се менуваат, општествените уредувања се менуваат, така да науката која што сте изучувале додека сте студирале, не е единственото нешто што ќе ве води во животот и ќе ви представува клучен момент за да станете успешен правник во работењето. Потребни се многу други, како да ја кажем, поединести, многу други градење на личноста за да се стане успешен правник. Тоа е вообичаено и во, мислам, и во сите други професии. Денеска зборуваме за правниците. Сакам да кажем дека јас во мојот живот, ова ви го кажам без, како да кажем, без нешто да увеличувам или без нешто да минимизирам, мене ме воделе повеќе работи, мислам дека така и ќе завршам мојата кариера. Мора да се градите, мора правник да се гради како личност, една сеобразна личност. Значи мора да помине многу ситуации разни во животот за да биде успешен правник. Например, јас сум имал среќа многу да патувам, службено или приватно, многу да работам надвор или дома. Во тие контакти што сум ги имал, сум разговарал, сум работел со многу различни профили на луѓе и од нив сум учел. Мислам, не сум го учел правото, него сум учел животни ситуации без кои што не можеш да бидеш и ден денес тврдам добар правник. Затоа колегите млади правници мислам дека многу треба да патуваат, да контактираат, да се дружат, па и во разни собери, да учат од секојдневието, да учат од луѓе
условно зборам што се поискусни и попаметни од нив, што виделе, па дури од луѓе што имаат некои, како да кажем, негативни особини, затоа што некогаш се учиме и на негативностите од разни средби и така натаму. Она што сакам да го порачам на младите, дека од младите правници очекувам да бидат лидери, да бидат водачи, значи луѓе кои што ќе водат државата, луѓе кои што ќе настапат напред, кои што ќе ги градат системите на државата. Јас секаде сум го кажувал ово и ден денес го кажувам, сум ги воспитувал и моите деца, да не градат, прво ние да не се градиме, да не градиме култна личност. Јас за себе никогаш не сум градил култна личност, нити пак сум почитувал култна личност, затоа што и ден денес мислам дека една успешна држава, една успешна институција, било каква да е во државата, образовна, судска или обвинителска или она, мора да се базира на добро изграден систем. Значи, како млади правници мора да се борат да се изгради еден систем, а не култна личност. Затоа што со паѓањето, заминување на таа личност, условно кажам што е позитивна, се руши целиот систем ако не е добро воспоставен. Друго што сакам да кажам е, за жал денеска се помалку има, јас сум многу отворен, мора младите правници, младите луѓе воопшто да имаат респект. Прво, да имаат респект према пријателите, према тие луѓе што сакаат да им помогнат. Да имаат респект и према непријателите, за да имаат успешна работа. И треба да имаат респект сами према себе. Значи, без овие работи, мислам дека никогаш нема да бидат добри и личности и правници. Друго што сакам да го потенцирам е дека како лидери, мислам, јас очекувам дека од нив многу ќе се вклучат во политика, ќе се вклучат во раководни структури, било во втори ешалон или први, не е битно, значи луѓе што ќе ја водат држава во иднина. Значи ние се потешко градиме систем на лидерство, се потешко градиме систем на водач, затоа што покрај тоа што водач се раѓа, викаме, од морат и особини да ги имаме, меѓутоа имаме и едукација и разни обуки за лидер. А кај нас, за жал, се почесто се сведува на некое партиско активирање, се сведува на врски, се сведува на пријателства. За жал, во големи размери е ваква состојба, така да јас си ги разбирам младите, дека мора, условно кажувам вака, да играат, да живеат, затоа што иначе не би можеле да екзистираат во една средина. Меѓутоа, со сите своји сили, па и со вакви организации, млади правници, мора да настојуваат ова да се смени. Промената на ваквиот тип на сваќање нема да дојде преку ноќ, нормално треба период, меѓутоа без човечки ресурси не може. Како луѓе и правници, кажувам, и водачи мора да почитуваат пак три, јас ги кажам, базични елементи, а тоа е да се еднакви према сите, значи да не толерираат, знаете што значи, да не толерираат, да се еднакви према сите што ги знаат, било да им се блиски по било кој оствор или далечни. Да се строги, тоа значи дека се стрикни почитуваат норми, закони, така натаму. И да се
да се правични, значи да не, како да кажам, да не подклекнуваат на разни ургенции, на разни состојби, кај јас ќе ти дадам, па ти ќе ми вратиш и така натаму, тогаш веќе се губиме како личност. Исто така, сакам да напоменам дека правната работа, правничката работа е индивидуална работа. Меѓутоа, нема успех ако своето знаење индивидуално не го преточите во тимска работа. Јас и во овие контакти што сум ги имал со членовите на млади правници, сум кажал дека ние, постарите правници, ние учиме од вас, од младите правници. Верувате, човек нормално е, мора да сослуша, али ова ви го кажувам без некое лажно кажување, дека и ние учиме од вас, вие учите од нас. Тоа е нормално, али водењето, например, еве го Зоран е тука, Зоран не би можел да ги води млади правници ако нема тим околу себе. Значи, тимска работа и покрај тоа што правната работа е индивидуална. Професорката никогаш не би можело да држи сама предавања, меѓутоа има тим од колеги што нели ќе разменат мислење и така натаму. Значи, не се затварајте како индивидуални правници да кажете дека Михајловски е, јас сум многу паметен, не прашувам други она, ме свативте што сакам да кажам, да не должам многу. Мислам дека може би премногу зборував, не знам како е, ме свативте, ги свативте моите пораки, навистина ми е чест, ова е убаво да се разговара, да имаме некоја послободна, подолга атмосфера. Мислам дека ако ништо друго ќе ве потикнам да размислувате околу ова што сум го кажал. Може би во денешно време малце утопистички звучи, меѓутоа мора нешто да се менува за да се надминат вакви состојби. Јас ви благодарам. Еве, нешто имате, одговорам на прашања. Да. Ти благодарам председателе. Во меѓувреме би сакал да ги поканам сите учесници кои што имаат било какво прашање, размислување или согледување или се инспирирани од она што беше искажано денес од нашите соговорници, слободно со кревање на рака, доколку сака да се вклучат во дискусијата со микрофон или со прашање на чат, значи слободно поставете прашање доколку би сакале. Јас сум свесен дека интеракцијата преку Zoom и преку онлайн не е иста со интеракцијата која што би имале во некои подобри услови, меѓутоа тоа е што е оваа година. Се надевам дека следната година ќе се вратиме на она стандардно кафе пиење и разговор во однос на исподелување на искуства. Додека чекаме да имаме прашања, јас би сакал барем некој мој лично согледување или некои впечатоци од она што председателот го спомна, кој што барем мене лично многу ми значат, и тоа во моето скромно професионално искуство да го имам забележано е важноста за учење од луѓето. Значи, важноста да не се затвораме во еден меур во кој што ние ќе мислиме дека ние сме единствените кои што го разбираме правото и ние сме многу успешни, ние сме единствени експерти во одредена област, туку да бидеме подготвени да работиме со луѓе и да учиме од луѓето. И при тоа, да, во принцип учењето оди од поискусниот и постариот спрема помладиот, меѓутоа во никој случај тоа да не направи да имаме некаква суета, да не прифаќаме било што или да не учиме од некој кој што да кажеме може би има помалку години искуство, меѓутоа има некоја друга визија на работите, која што вие можеби нема да ја имате. Понатаму правото ние можеби го гледаме како една индивидуална работа, особено поттикнати од многуте филмови во кои што адвокатот е самиот, кој што чита закони, книги, пресуди, па оди во судница, растура таму и слично. Меѓутоа, ако ги ако ги зборуваме и за филмовите и за тоа што го имаме гледано, и таму има секојаш тим во позадина кој што помага тоа да се
да се случи. Така да, една од суштинските работи која што не смееме да ја заборавиме да работиме со луѓе заеднички и континуирано и постојано да учиме и да се надоградуваме од нив. Дали има одредено секунда, поставам дека имаме некоја техничка ситуација, меѓутоа Коце, ај ќе ми дозволиш мене да... Слободно, да, повели. Да. Еве има и не гледам и уште еден колега има кренато рака. Мене ми беше чисто за дискусија, еве, 3 работи клучни ни се вртат цело време и помеѓу нас во дискусиите. Како до правда покрај толку неправда? Се зборувам и ова што кажа и господинот Михајловски и професорката. Таа неправда многу на секој чекор не следи. И со неквалитетни судски одлуки, меѓутоа и со голема доза на непрофесионалност помеѓу се зборам и за судиите, меѓутоа и генерално, чест на исклучоците. И втората работа која што еве ми е како прашање за професорката пред се е чисто и наше искуство. Се помалку време наоѓаме за читање на право, а да не зборувам за пишување или за некое да речеме и поголем ангажман во таа област како млади правници. А особено па младите кои што сега се во фаза и на почеток на нивните кариери, трчаат од една работа на друга работа. Мислам дека ни на крај памет на никој не му доаѓа за читање, освен она што е основното за секојдневните активности. А сите знаеме дека е тоа важно. Па би ја прашал професорката колку е важно читањето, зборувам не само за закони, туку и за правна филозофија, меѓутоа и за други пошироки теми за еден квалитетен правник. Толку. Професорка? Се слушаме? Да. Добро. Знаете, ова прашање околу читањето го поставувате прво на правник, нели? Кој што имал еден пат на своје образование токму преку тоа читање. А второ го поставувате на сопруга на писател, која што често пати слуша дека пишуваме книги, мислам на писателите, ама кој не чита. Значи, проблемот на читањето, јас не би го врзала само за една професија. Проблемот на читањето, односно нечитањето, е веќе една појава, еден проблем со кој што се соочуваат сите во овој наш општествен хабитус кој што го живееме. Се соочуваат и правниците се соочуваат, и лингвистите се соочуваат, и книжевниците се соочуваат. Знаете, може би тоа е и нормална работа во оваа ера на развој на информатиката, на компјутерите, нема веќе сега ќе отворите компјутер, ќе најдете цела книга и ќе ја зборот ми е дали се купува воопшто книгата. Читањето, знаете, тоа се стекнува и во текот на образование. Читањето. Зависи во процесот на образованието колку ви било назначувана вредноста на читањето. Читањето не е само онака, да речеме, да земете една книга или да земете еден закон или да земете еден учебник или да земете еден труд од областа на правото, конкретно и да гледате што има внатре. Него читањето има за резултат ако ве поттикне на уште понатамошно истражување на она што во моментот сте го пишувале. Например, ние правниците читаме еден закон, нели? Од
воведните одредби, односно од образложението зашто тој закон се донесува и така натаму и така натаму. Прашање е моќта на читањето, колку преку тоа читање ќе се открие дали тој закон е добар закон, во смисла добро структуриран, номотехниката, дали е запазена, дали е разбирлив, дали може да го разбере не само ние, правниците, меѓутоа секој што ќе земе да го прелиста, да има тој закон една добра приемчивост кај оној кој што го чита, кој што го прелистува, кој што бара решение во тој закон. И понатаму, дали она што сме го прочитале, ние правниците ќе можеме, умееме и да го примениме, односно да го пренесеме и на вас младите, а и во сопствената професија. Јас како универзитетски професор сум требала да го толкувам тоа нешто, да го објаснувам. Се сеќавам често пати на вас студентите, кога ќе ви, сега се префрлам на она правда и неправда, кога сум објаснувала за услови за засновање на работен однос и дека тие услови треба да бидат истакнати во конкурсот, се сеќавам еден студент ми рече, вика професорке, абе убаво вие ова се го објаснивте што услови треба, што треба да се одржи еден конкурс, ама дали ќе го применим, дали така е во пракса? И јас тогаш му одговорив, па за тоа сме ние тука, да си кажеме еден на друг како треба да биде во праксата. Значи, читањето како читање е за мене е сочувување за себе лично. Ако тоа читање, она што не сме го прочитале во секоја професија, особено сега за нас правниците, бидејќи сме нели сите правници околу оваа дискусија, е и колку тоа може да се примени. Законот како закон не може да има квалификација на добар закон ако ние веднаш велиме дека, замислите, законите ни, тоа многу често го слушаме, законите ни се добри во согласност со европското законодавство, ама во примената тука негдека затајуваме. Па зошто затајуваме? Дали не знаеме да ги напишеме, ама еве тоа го исклучуваме, затоа што велиме дека е во согласност со европското законодавство. Дали не знаеме добро да ги читаме, нели? Добро да го читаме само тоа што ни одговара, или едниот член, или вториот член, или едниот став, па другиот ќе го прескокнеме, ќе отидеме на петиот став, зависи членот колку става има, или е во проблемот на тој што го применува законот. Тука имате неколку димензии. Дали тој што го применува законот се вдлабочил во одредбите, не ги чита само како гола норма, него ги чита како нешто суштествено, што живот значи, што живот уредува, што уредува прашања кои што се поврзани со екзистенцијалните елементи на човековиот хабитус. И на крајот, колкава моќ има тоа да го примени. Па дури да го примени правилно, ако е нешто како да ви кажам, не понеразбирливо. Меѓутоа, некогаш имате некои зборови, некои реченици во таа регулатива, кои што би ги кажале појасно. Тоа треба да го извлечеме ние што ги толкуваме законите, ама и тие што ги применуваат. Јас сум сигурна дека господинот Љубомир, како човек од праксата, нешто што нас теоретичарите ни
ни недостасува, да речеме. Човекот праксата ќе има баш околу ова прашање на примената на она што го читаме. На она што го читаме, како го пренесуваме и како го применуваме. Кога ќе научиме, нели, согласни сме дека имаме добри закони, тоа го слушаме во секојдневието, нели? Ама кога ќе постигнеме и ниво на примената на тие закони, на тие одредби, на примената на она што сме го прочитале, тогаш мислам дека и оној јас меѓу правда и неправда ќе биде многу поблизок. Евитиран, исклучен, можеби уште ни треба време. Нели? Оти тоа е многу релативно, правда и неправда. За некого што е правда, за друг е неправда, за друг што е неправда е правда. Тука малку има доста за дискутирање. Значи, ние сме можеби критиките во моментот према системот на нашето судство одат во тој правец. Како се применува и колку се трудиме таа законска одредба да биде применета онака како што законодавецот ја одредил, а велиме дека е добро, дека тоа законско решение е добро. Можеби сега тука малку една во текот на мојата универзитетска работа, професорска работа, што сум наидувала на тешкоти, а се надевам, мислам дека тоа ќе биде заклучок и на вас, младите, дека пречестото менување, дополнување на постојните закони, со измени и дополнувања на законот, закон за измени и дополнување на законот и така натаму, без притоа да се направи што по-хитно, што по-брзо пречистување на тие законски текстови, да имаме во што е можен пократок рок пречистен текст на законот, мислам дека во многу би ја леснила работата. Јас знам младите студенти каков проблем имаат кога јас како професор ќе ги опатував во неколку измени и дополнувања на законски текстови за да дојдат до правото решение да можете да го положите испитот. А можам да си замислам како еден судија и еден адвокат или обвинител или во судскиот систем на какви тешкоти наидува кога сето тоа треба да го примени и треба да го срочи во некоја одлука, а да се повикува на десетици одредби на измени и дополнувања. Знаете што, јас малку сум блиска со францускиот систем воопшто, нели, по својата образба и можеби сум имала повеќе контакти. Тие французите имаат еден друг систем. Тие не укинуваат одредби. Например, сега вака малку да ја прошириме дискусијава, да им даеме идеи на младиве. Се шетате по булеварот и ви пишувате таму, тоа сум го запамтила, за да што многу често го употребувам. Напишано на една од зградите од законот од 1870 и не знам која, забрането е лепење на плакети. И свршена работа. Нели? И одите па не го применувајте кога е тоа толку јасно. Еве, ова вака малку можеби излегох од рамките но поентата ми беше за примената на закон. Јас ја разбирам тешкотијата. Често пати можеби, не тврдам, но можеби таа и неправда доаѓа токму од таквата, може ќе употребам некој голем збор, од тој галиматијас на
на мноштво законски одредби, на море од законски одредби. Знам јас какви тешкоти имам кога треба некој труд да напишам. Јасно, јасно. Еве, Ви благодарам. ова ми беше поентата. Благодарам, професорке, на вистина. Имаме време сега за едно прашање, кое што е испратено на чат, друго прашање на која еден од учесниците кој што сака да се вклучи, би сакал да го повикам Дженгис Бериша. Дженгис, дали не слушаш во моментот? Дали се слушаме? Да, одлично те слушам. Да, повели се. Океј, добар ден на сите, добар ден до професорката и до господинот Љубомир. Чест и задоволство да се слушне инспиративни примери кои што ги поминале. Благодарам на Сдруженијето на млади правници кои што овозможува практично на младите правници да имаме вакви настани. Искрено јас сакав да се вклучам да дадам мое видување и нормално според моето лично искуство сакам да поставам прашање како да се справиме во неправдата. За да има малку вовет во самата најава моја, ќе споменам дека во нашава држава, за жал, квалитетот е ставен наспроти квантитетот. Кога ќе кажам за такво нешто, одма ќе направам паралела помеѓу квалитетните правници и партиските функционери. Зошто ова го кажувам? Бидејќи изминативе 6 месеци бев дел од Управа за јавни приходи. Се објавува конкурс наменет за припадници на малцинството, односно за ром. Не сметајќи дека тие, јас сум ром, бидејќи носам презиме Бериша, сметајќи дека сум албанец и дека немам право за нештово да аплицирам. Аплицираме јас и еден колега кој што е партиски функционер и е договорено работното место да биде за него и е потпишана согласност. Благодарение на претходните програми, обуки кои што ги имам поминато и преку млади правници, преку други, и тоа кое што го потенциравте дека треба да бидеме начитани правници, повеќе правото да го ставиме во функција на пракса, а не само како слово во хартија. Поднесов јас представка до народен правобранител, каде цитирав кој, како и кои се моите сознанија, кој ќе биде вработен. Јас уште на 12 го знаев одговорот кој ќе биде вработен. За во јуни месец да добијам одговор од народен правобранител дека тоа е вработеното лице, кое што јас сум го потенцирал, и да се утврди дискриминација во однос на истото. Односно, заради тоа што јас бев надвор од партиските функционирања, не бев избран и беше поништена апликацијата моја и им беше прекинат договорот во Управа за јавни приходи. Ако ми дозволиш само во интерес на времето, затоа што за да имаме време уште Да, многу кратко прашањето. Поднесов кривични пријави, но до денес нема никакви одговори, бидејќи знаете дека во нашава држава повеќе функционира партиската функција, односно партискиот систем, наместо правдата. Тука се согласуваме, така да прашањето како да се справиме ние правниците, иако сме начитани и се останато, кога имаме ваков корумпиран систем. Тоа ми беше прашањето. Фала ви. Ти благодарам. Имам уште едно прашање за кое што би сакал претседателот на Адвокатска комора, пошто пред се и се однесува за него, а тоа е покрај прашањето од Дженгис, тоа е кои квалитети треба да ги поседува еден адвокат за да биде успешен во своето работење, како со клиенти, така и во судници. Така да претседателе со тоа и можеме полека да го затвориме. Добро, ја благодарам. Јас ќе бидам краток. Ова што колегата Дженгис го кажа, ние се согласивме претходно. Сакам да ви кажам следното, дека јас сум растен во време и работел во време кога, мислам ќе се сложи професорката, кога не било важно, нити па некој гледал дали на кој етникум припаѓаш, дали си, мислам, се ценел само квалитетот. И јас во својата кариера, јас сум бил повеќе од 25 години во збора МВ во МВР, нити сум имал роднини, ни пријатели, си морал да имаш успеси за да идеш напред.
Тогаш не, еве за тие што не знаат, например, јас во живот не сум бил член на ниту една партија. Во живот, ви кажам, новинарите се шалеат дека не сум бил ни извидник, што не е точно. Сакам да кажам, јас, мојата кариера, се каква е таква е, јас не сум ја градил по партиска линија. Сега, нити па сум бил политичар и покрај тоа што во напредувањето во МВР сум почнал од инспектор оперативен, па сум завршил до министер за внатрешни. Значи, јас не сум бил член, ниту пак некогаш сум присуствувал на партиски состаноци и така на тоа. Малку чудно ова ќе звучи за денешно. Ова што го кажам, затоа и му кажам на колегата Джингис дека сам тешко да ќе може да го смени општеството. Значи ни треба, затоа кажам, тимска работа, ни треба поддршка од млади правници, ни треба поддршка од други институции за да се смени менталниот склоп на вредноста на човек. Нас не ни треба луѓе што се лојални партиски, а се никакви како интелектуалци, односно луѓе што работат во институции. Само се прави лошо за државата, точно. Ова второ прашање за успешен адвокат. Мислам дека за успешен адвокат мора пред се да, затоа кажам, да се изградите како личност, она што јас на почеток го кажав едно. Второ, мора многу да читате, ова колегата Зоран што го кажа, затоа што законите се менуваат, прописите се менуваат. Јас само да ви кажам дека еве тука пак ќе посочам професорката, ние сме растеле и сме учеле дури предмети кои што денес не постојат. Да кажеме комунален систем или јас да не ги бројам да не сум досаден, сега тие предмети ги нема. Сменети се кривичниот закон, системски закони, закон за кривична постапка, затоа викам адвокатот мора да ги прати сите прописи. Поредот на нештата не затоа што не би сакал сигурно да изгледа глупо на претреси кога идеме на судење, на рочишта и сигурно не би сакал да наштети на странки. На крајот на криштата тоа му екзистенција, од тоа зима пари, наплати. Значи, за да биде успешен адвокат е едно, второ мора да се учи на ораторство. Ние за жал немаме во едукацијата ораторство. Ораторство се учи од основно училиште, кадеш не се учи само на факултет правен или не знам, се учи ораторството за да можеш тоа што го знаеш да го кажеш. Професорите имаат добра особина што они преку зборување и го пренесуваат тоа што го знаат на други генерации. Меѓутоа, како адвокат, мораш да знаеш да се искажеш. Мислам, смешно е ако го знаеш нешто, тоа не можеш да се искажеш. И трето, што е многу важно како адвокат, е да односот во судот, обвинителство, институции, да стално ви биде на едно ниво културно, достоинствено, без навреди, без, условно зборам, емоциите да не ве поведат, да навредувате, да фалите или не знам такви. Мислам, тие се основни елементи. Ви благодарам, председателе. Други прашања јас не можам да видам и навистина ми е жал што за жал денес имавме само еден час за денешниот настан, меѓутоа пак ќе повторам, ова се вонредни околности, за жал приморани сме. Концептот кога го замислувавме пред 3 години, кој што спомна Зоран, беше сосема друго, ги организиравме тогаш постоеше се уште Менада и во една опуштена атмосфера, како официјалниот дел, имаше и неофицијален дел, каде што ќе можеше тет-а-тет да се разговара. Меѓутоа искрено се надевам дека ќе надминеме кризава и дека ќе можеме веќе од следната година да се вратиме во нормала. Се надевам. Не би сакал да должам повеќе, би сакал да се заблагодарам многу и на професорката Зиме Старова и на претседателот на Адвокатска комора Љубомир Михајловски. Се надевам дека им беше
задоволство да зборуваат пред млади правници. Искрено се надевам и во однос на учесниците дека ви беа презентирани искуства од конкретни личности кои што си имаат реализирано прилично добро во нивните професионални кариери и дека барем дел од оно што го зборевме и што го слушнавте денес ќе можете да го примените. Ние како Сдружение на млади правници остануваме овде да развиваме програми со цел ваше поголемо стекнување практично искуство. Отворени сме за предлози, отворени сме за било какви критики кои што сметате дека може да се унапредат нашите проекти и нашите програми. Не би должел повеќе, би сакал да ви посакам на сите да имате добро здравје, да се чувате во овие вонредни околности, да ги поминете празниците онака како што ќе ги поминеме сите под дома, за жал без она социализација и дружење кои што навистина ни се значајни и кои што ни се потребни, меѓутоа такви се околностите и тоа е тоа. Уште еднаш да се заблагодарам на моите соговорници и би сакал да ви посакам на сите да имате пријатен остаток од работниот ден. Еве, ако дозволите на кратко, една секунда да продолжам. Јас најпрво да ви се заблагодарам на вас како Сдружение за правници во име на сите адвокати на Република Северна Македонија и од моје лично име, од Адвокатската комора, за поддршката што како млади правници и вие ја давате на Адвокатската комора. Да се заблагодарам еве и на сите учесници денес. Сакам да искажам не само благодарност, туку и пофалби. Мислам дека со овакви кадри што вие ќе ги спремите, ќе идеме напред. На крајот би сакал во име на Адвокатската комора и во моје лично име, празници се ближат, да ви посакам се најубаво, среќни ви празници, чувајте се, ќе помине коронава сигурно. Професорки, и вас се најубаво во животот, се слушаме. Благодарам. Благодарам. Да сите имате пријатен ден.